Куски во Карпош на повеќе локации каде сега има зелени површини паркови се градат плоштади, Карши, за студентскиот во Карпош 4 на други локации. Зошто? Кој го бара ова од вас? Не се тоа плоштади, тоа се паркови, тоа е на барање на граѓаните. Тука и претходно постоја шеталишта, кое што шеталиште, како што можете да видите, не се сече ниту едно дрво, секое дрво постои, напротив, правиме хидранска мрежа, поставуваме и фонтани, поставуваме нова современа урбана опрема, која што е најсовремена, натаму поставуваме нови кандилабри, се со цел граѓаните на општина Карпош да имаат повеќе места кои што тие ќе може да се среќаваат и да се дружат. Таков е, може ли некој да најде замерка на плоштадот во Влае? Може ли некој да најде замерка на плоштадот кај млечен ресторан, каде што собира огромна маса на луѓе? Може ли некој да најде замерка на плоштадот кај педагошка академија? На плоштадот во Бардовци, можете замислите, Бардовци доби плоштад со фонтана и ние натаму ќе продолжиме секаде онаму каде што има барање од граѓани да правиме катчиња каде што тие ќе може да се среќаваат, да се дружат, да се создаваат нови пријателства, да не се отуѓуваат луѓето едни од други и она што е најбитно, на секој од овие плоштади општина Карпош има ќе ја видите куќичка со обезбедување за да никој не го ремети редот и мирот на граѓаните во доцните ноќни и раните утрински часови. И не знам зошто некој би бил против тоа. Зошто е ова приоритет за општината? Нема ли други приоритети? Еве, например, во Карпош има една градинка која што во Тафталиџа, која што е барака повеќе од 60 години. Имаше исто така и доста граѓани кои беа поплавени во Карпош токму заради несоодветна канализација. Зошто е приоритет градење плоштади? И вие тие што кажувате лажете дека има несоодветна канализација во општина Карпош. Приоритет во општина Карпош биле канализациите. За овие 7 години се изградени 30 километри фекални атмосферска канализација. Можете да соберете други 10 општини нема толку фекални атмосферски канализации направено. Второ, општина Карпош ги има реконструирано сите училишта, досега се реконструирани 4 градинки, за градинката во Тафталиџе веќе е распишан тендер и направен извонреден проект, за градинката во Тафталиџе 1 веќе е изготвен проект, меѓутоа оваа година не стигнавме, наредната година ќе се изврши реконструкција, а во моментов отпочнува реконструкција на градинката Орце Николов во Карпош 4 и на градинката Орце Николов во Карпош 3 и во исто време започнуваме со изградба на градинка во населеното место Бардовци. Значи, наши приоритети се најмладите жители во општина Карпош и ако, повторувам, и ако обврската за тековното и инвестиционото одржување на објектите од предучилишна и училишна возраст се обврска на владата на Република Македонија. Тоа е наша добра волја да издвоиме средства за најмладите жители и вие може да видите дека сите 10 училишта се тип-топ до следната година, до 6 месец, сите градинки исто така ќе бидат тип-топ на територија на општина Карпош.